Кога политичарот Зоран Заев прв пат победи на избори во Струмица во 2002 година, нашата генерација ги правеше своите први животни чекори. Од тогаш неговата партија СДСМ 2 децении прави се само да ја задржи власта. Во меѓувреме, загубата е за Македонија, за Струмица и најмногу за младите поради уништено достоинство, неправда и ниски стандарди. Илјадници квалитетни млади луѓе бараат израз од државата на различен начин. Минатата година стотици млади луѓе ги изгубија работните места, додека катастрофата со здравствената криза најавува нови проблеми за годинава. Да подсетиме за ветувањето на градоначалникот Јаневски, дадени пред младите на изборите во 2017 година. Изградба на нов парк позади стар објект на АТШ Берово, функционална целина со рида зелен појас, пешачки, велосипедски и скејт патеки, видиковци и паркинг за посетители, дислокација на интернатот и отварање на нова кино за младите. Па затоа прашуваме, докаде се овие проекти и кога започнува нивната реализација? Поточно, освен неколку реконструкции во тек на 16 години или 4 мандати на локалната власт на СДСМ, нема ништо со што младината од Струмица може да се пофали. Уште повеќе, ако за сите своји проблеми порано беше виновна претходната власт, сега прашањето е кој е виновен ако веќе тече вториот мандат од владата на Зоран Заев. СДСМ и на наредните избори ќе продолжи советување со сите начини да се одржи на власт. Но наша заедничка работа е заедно да ги спречиме. Новата локална власт, предводена од ВМРО ДПМН, ќе им докаже како треба да се работи за младите, за Струмица и за Македонија.